оваа представа Мајка храброст морам да признам е на дел од колегите на ансамбл на Комаромски театар, кој што ете така има желба да ме повикаат веројатно за ова дело, кој што знаем дека спаѓа во едно од најпознатите класични дела, не говорам класично во смисла на типот на класика во вистинска смисла, меѓутоа за познавачите на театарот знаат дека авторот Бертолт Брехт е еднозначено име, односно отвара една цела нова епоха во историјата на театарот. Станува збор значи за актерката Кети Дончевска-Илич, за која што се сметаше дека треба да се направи една представа. Јас обично и така имам искуство во моите претходни представи, најчесто да се, можеби да се грижам, да се погоди, да се совпадне ликот, односно логата и со представите, односно многу ретко се случуваат такви значајни улоги, значи станува збор за една од најпознатите значајни женски ликови во театарот, што знаеме, нажалост, се поретки во однос на машките. И таа, значи, започна минатата година и за среќа да се добија средства од Министерството за култура и стартуваме оваа година од септември, веќе втор месец, како ја готвувам представата и премиерата е на 26 сега во среда, ноември, со првите две репризи ќе бидат исто така во сабота и недела за овој викенд. За понатаму ќе биде наскоро известена публиката. Процесот на работа, значи, беше навистина интересен со тоа што знаете. Најпрво да кажам дека пред се направивме заеднички, добро начело со мене, меѓутоа заеднички направивме и адаптацијата, за тоа што колку што знаеме тука се работи за повеќе ликови. Така што во оваа адаптација на Мајка храброст според Бертолт Брехт постојат 8 ликови и мислам дека е мощен интересен концептот, мислам дека тоа сигурно успешно го направивме. И веќе станува збор за една представа, сериозна представа, која што трае час и 50 минути, која што, како што најавив и во првичната информација, не постојат класични брехтовски сонгови, тоа е новината по овој тип на представа, туку актерите тие сонгови ги интерпретираат како речитативи, односно монолози, по принципот на грчка трагедија. Но сега да не теоретизирам многу, останува тоа гледачите да го почувствуваат. Како што гледате, ова екипа мощно интересна и мислам дека се работи не само за ликови внатре, туку за типови. И јас сум многу среќна и многу задоволна од соработката со актерите и воопшто со ансамблот, бидејќи мислам дека е полн погодок во однос на нашата комуникација и соработка и како овој текст некако се прилагоди на нас, односно на целата екипа. Мислам дека направивме една мощна, интересна, современа представа, значи затоа што е многу тешко една ваква горчлива тема, тематиката е страшно современа, кој што и можеби и тешка, значи не е за секој вид на публика, но мислам дека ние токму тоа направивме представа за секој вид на публика. Презадоволна сум не ласкам, презадоволна сум од соработката со актерите. Сметам дека овде има доста, тоа и од секогаш така било со Комаровскиот театар, ја требаше можеби порано некако се погодуваше, но за жал не успеав да работам, но и сега се поклопија коцките да работам оваа година. Мислам дека сега можеби треба да каже нешто, да кажат сите по некој дел за соработката и за нивната средба со една ваква материја за сите актери. Нажалост, една актерка не е тука од оправдани причини. Па така да споделиме чисто да не биде она само класичен тест на прашање и одговори, туку чисто да ги споделиме нашите впечатоци.